За пораките на европратениците од Комисијата за надворешни работи, кои деновиве ги упатија кон политичките партии во државава да се откажат од острата риторика и да покажат конструктивност во евроинтегративниот процес на земјава, од ВМРО ДПМН е вела дека Македонија е конструктивна. Пратеникот Бојан Стојановски во емисијата Клик Плюс на ТВ21 вели дека земјава заслужува да има предвидлив пат кон Унијата, а не постојано да се бара од нас да правиме некакви отстапки. Активноста апсолутно постои, бидејќи ние сме тие кои што константно повикуваат на диалог со било кој партнер од другата страна. Каже и премиерот Мицкоски, само нека ни кажат ден претходно каде и во колку часот и ние ќе се појавиме, затоа што сме уверени во нашите аргументи. А нашите аргументи се следните, дека Република Македонија 26 години колку што го има започнат овој пат, по сите отстапки кои што ги има направено, заслужува да има предвидлив пат кој што ќе го знаеме одговорот на прашањето кога и како ќе биде завршен. Од СДСМ пак повторно со повик за градење заеднички настап на сите политички партии за деблокирање на патот кон Европската Унија. Пратеничката на СДСМ Сања Лукаревска вели дека за ваквите стратешки прашања е неопходен широк политички консензус. Таа отворено ја повика власта да ја презентира својата стратегија за членство на земјава во Европската Унија. Сите да седнеме на маса, сите политички чинители во државата и општествени чинители во државата, за да се откочи овој процес. Бидејќи преговарачката рамка, знаеме сите, не е билатерално прашање, напротив, таа е преговарачка рамка која што Европската Унија ни ја има дадено. Сега, диаметрално спротивни ставови имаме како две политички партии, затоа што нашиот наратив предходно, кога бевме влада, во делот на ова ЕУ прашање беше дека работиме забрзано, но не избрзано. Деновиве председателот на Европскиот совет Антонио Кошта порача дека уставните измени се обврска и неопходен чекор за формално отворање на преговорите со Европската Унија.